колешке, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Особено внимателно запишував кои беа тезите на вашиот говор и сакам дел по дел да направиме една ретроспектива за да можат граѓаните да направат слика за тоа дали е тоа што вие го зборувате точно или дали се аргументите на опозицијата кои што ние ќе ги извадиме денеска точни. Ова е последен ден на општата расправа за буџетот и од она што можам да го видам дека сите оние кои што се пријавени ќе има една плодна дебата, на крајот граѓаните ќе оценат кој е во право, кој говори вистината, а кој само пласира одредени политички тези за да ја намали и онака огромната штета што оваа влада го прави и на стопанството и на граѓанството. Прво рековте, ова е буџет за економско заздравување. Колешке, не може да биде буџет за економско заздравување, буџет кој што се проектира рекордно високо, од 5,3 милијарди евра и за кој што имате дефицит од 700 милиони евра. Понатаму, не може да биде буџет за економско заздравување, буџет кој што до година треба да врати 1,5 милијарди евра долг. Ако видите, и ако речеме дека тоа е заради еврообврзницата која што е земена 2016 година, наредната година или наредните 3, тука е заменикот министер, проектирани задолжувања се 1,6, 1,7 и 1,4 милијарди евра. Од наредната година сите оние задолжувања кои што Република Македонија ќе ги враќа, а кои што нема да паднат под 1,5 милијарди евра, се задолжувањата што ги зема вашата влада. Од овој буџет, јас ова го кажувам и го потврдувам со многу сериозни економски познавачи. И еве, жал ми е што нема деловничка можност тука да присуствува и премиерот. Нека ни објасни како е возможно ние оваа година да трошиме уште повеќе пари него претходната која што беше со рекордни расходи. Ние ако со овие приходи ради инфлацијата го затегневме ременот и трошевме пари многу помалку него тоа што го трошиме сега, ќе успеевме да направиме можеби благ трговски, односно економски суфицит. Како? Ќе ви објаснам понатака. Второто, зборувавме за дефицитот и за јавниот долг. Ај што 700 милиони евра е дупката на само предвидувањата. Јас ви уверувам дека нема да биде дефицит од 700 милиони евра. Од каде знаете вие дека нема да ни се случи уште едно економско фијаско? Од каде знаете дека нема да се случат некои непредвидени трошоци? Од каде знаете дека нема да требаат нови средства на пари во буџетот, дека ние ќе треба можеби да го прошируваме ова задолжување? Наредната година ќе се задолжиме, вкупниот долг ќе биде 8,5 милијарди евра. Тоа е јавниот долг. Јавниот долг укажува на тоа дека за последниве 6 години ние сме го дуплирале повеќе него сите влади претходно. Знаете ли тоа колку е загрижувачки? Дали знаете дека ние одиме кон ниво на јавен долг кој што нема да биде можно да се сервисира? А зошто не е можно да се сервисира? Заради тоа што ние не правиме одредени работи кои што можеби ќе донесуваат дуг приход во буџетот, па за да може да го сервисираме долгот. Како ќе ги враќаме овие пари? Дали некој се запрашал тука како ние ќе правиме поврат на овие долгови? Да, ние знаеме, ќе се задолжуваме и сега видете, многу е интересна тезата на власт. Јас го читав и ја читав и колумната, односно интервјуто на министерот вчера. Ке имало иновативни начини на враќање на долгот. Какви се тие иновативни начини на враќање на долгот кога немате приходи, кога не создавате нови пари за да ги враќате овие пари? Еве тука ќе употребам и уште една вулгарност. Вие велите, вие се задолжувавте за споменици и за згради. Ајде вака сега да направиме. Да видиме економската логика во истото. Колку тие работи кои што вие ги критикувате, јас отворено ви кажам дека ги поддржувам, донеле приход во буџетот за да се вратат тие долгови. Што не имаме ние направено во претходниве 5 години? Ништо немаме направено. Ке се соочуваме со уште посериозен проблем. Со уште повеќе и повеќе проблеми. Зборуваме за енергетската криза. Еве, јас ви уверувам и ви кажувам дека е апсолутно фијаско. Зошто? Ќе ви кажам само еден податок. Во претходната, еве би рекол, година и половина, ние имаме дадено на Васко Ковачевски над половина милијарди евра директна субвенција на Елем. Тоа се 3 автопати. Му ги имаме дадено. Во овој буџет предвидуваме 250 милиони евра како бафер за помош на енергетска криза, но само 6 милиони евра за создавање или за зајакнување на капацитети за енергетска криза. Тоа значи дека ние немаме друг план освен да му ги даваме на човеков париве да ги троши. Видете каков парадокс се случува сега. Во моментов во системот енергетскиот во Република Македонија работи само еден блок. Само еден блок работи. Само еден блок работи. Колку мегавати се увезени во вчерашното деноноќие? Ве молам да ми кажете и по која цена?
4.000. 4.000, така? По која цена? Тука е математиката. Колку е вчерашната на берзата? Значи, ако 200, 4.000 мегавати по 200 евра. Колку пари се тоа само за едно деноноќе? Зошто? Зато што не работат капацитетите. А зашто не работат капацитетите? Заради тоа што овие што ги администрираат предпријатијата не се способни да го прават тоа. Еве ќе ви кажеме на друга работа со документи и со докази. Крешник Бектеши дава изјава дека на 1 декември ќе започне со работа целокупниот енергетски систем на Република Македонија. Тоа значи Неготино, Осумеј, Рекбитоа, Тето, сите. Како ќе почне Осумеј со работа, кога пред неколку дена е склучен договор за јавна набавка за реконструкција на капацитетите на Осумеј. 1, не знам колку милиони, компанијата извадена на биро за јавни набавки. Тоа значи дека тој систем кој што согорува јаглен за да создава воздух, за да се произведува електрична енергија, треба да влезе во ремонт кој што трае 6 месеци. Дали министеров знае или некој го мести? Тоа е реално прашање. Како ние ќе произведуваме електрична енергија со капацитети кои што не ни работат, испаднат ни е системот. Зошто се кажува дека ќе биде стабилна енергетската ситуација кога нема да биде стабилна? Зашто да му ги даеме ние 250 милиони евра на Васко Ковачевски за да ги потроши? Не е нормално тоа. Ја тоа не го поддржам и сметам дека не треба да го плаќаат граѓаните тоа што тој човек е неспособен. Прво што треба да направи е да се даде оставка. Понатаму, еве да зборуваме за инфлацијата. Не е точно дека е увезена инфлацијата. Еве можете да видите еден податок. Вчера излезе на еден од најреномираните економски портали во Македонија, дека Република Македонија е во топ 10 земји на светот со инфлација која што се базира на цените на храната. А таа инфлација, знаете како се пресметува? Кога ќе одземете инфлацијата од цените на храната минус реалната инфлација. 10-то место во светот. Знаете со кое друштво? Со Либан, со Шри-Ланка и со ред други земји. Или еве реалната инфлација како може да се измери? Дали граѓаните за 1000 денари купуваат повеќе или помалку отколку пред 12 месеци? Многу помалку се купуваат граѓаните. Инфлација имаме 20%. Ајде што имаме 20% инфлација, ние единствено што правиме е само што се подпираме на Народната банка која што и во случајов касни. Ние не ги затегнуваме расходите па да речеме еве нема да долеваме масово во огнот да не гори инфлацијата. 20% инфлација имаме. Вратив еден мој говор кога сме го ношеле буџетот за ребалансот за 2021 година. Знаете ли што било најзагрижувачки тогаш? Што пораснала инфлацијата од 2 на 3%. Сега инфлацијата е 20%. Дали некој во оваа држава прави нешто за тоа? И тоа не е проблем што инфлацијата е 20% за вас, туку е проблем за граѓаните затоа што за 20% плаќаат повеќе. Цената во мало продажбата на храната е порасната над 30%. И сега вие велите ќе ги покачаме платите и пензиите. Па ајде тие покачувања да ги одземеме овие инфлаторни покачување па да видиме колку е намалена цената на платата. И немојте да излегувате тука да ми кажувате за покачена нето просечна плата. Ајде да видиме за реалната плата колку е таа. Затоа што оваа просечна плата се пресметува од тие што имаат 18.000 денари и тие што имаат 18.000 евра менаџерските договори. Ајде да видиме просечната плата на друг начин да ја измериме, туку колку е средната плата во оваа држава и на таа да видиме инфлација или потрошувачка кошничка. Понатаму. Еве ќе да зборуваме за приходите. Го читав и интервјуто на министерот, но го читав и го слушнав она што вие го кажавте. Што ви е планот за приходите? Бидете искрени кон стопанството и кон народот. Не е вистина дека ќе се проширува опфатот. Тоа е лага. Тоа е класична лага. Што ќе се направи? На 1 јануари, кога ќе станат граѓаните и стопанството, како честитка покрај 10% зголемување на струјата, односно 5 во случај, ќе се добијат и даночна реформа која што сега ја кријаат. Прво е прогресивно оданочување. Ќе се воведе, никој да не ве лаже дека нема да се воведе. Второ, ја гледам директорката на управата за јавни приходи, наша поранешна колешка, вели, ние сме земја која што има најмногу повластени производи, односно даночни стапки на производи од 5%. Тие ќе се покачат. Значи прво почнуваме со струјата, понатаму и со другите производи. Понатаму, данокот на доход. Излезете и кажете им на луѓето дека ќе ги оданочувате и хонорарците, затоа што протестиравте за тоа кога ние сакавме тоа да го направиме. Излезете и кажете им на луѓето, нема да се направи посериозна даночен опфат. Нема да се направи. Ќе се покачат даноците. Размислувате за враќањето на зелениот данок. Така ќе ја проширите вие оваа таа реформа. Од 70 на 74% приходите во буџетот се зголемуваат по основ на данок. 2,4 милијарди евра, 136 милиони повеќе во основ на ДДВ. Кажете му го тоа на народот.
Треба да се биде фер тука да се кажуваат и добрите и лошите работи. За пензиите и за социјалната заштита. Социјалната заштита не е гордост дека се зголемува секоја година за по 200 милиони евра. Тоа кажува дека вие имате само повеќе социјални категории, повеќе луѓе на кои што им е потребна помош. За пензиите, дај да видиме колкава е дупката во фондот. И не е тоа заради тоа што ќе им се зголемуваат пензиите. Тоа е заради тоа што ни се сели работно способното население. И дај доста прекинете со тој нов систем, ве слушам цела влада. Кој е тој нов систем, го вративте оној систем кој што беше од владата на ВМРО ДПМН. Сега ние ќе зборуваме за покачување на 6 и на 12% и имаме инфлација 3-40% кај најзагрозената категорија на луѓе. Па прашајте ги пензионерите дали се задоволни или не. Прашајте зашто 4-5 месеци им ја скинавте пензијата, зошто не им го вратите она што им го земавте. Ајде да разговараме моето омилено за капиталните инвестиции. Тука се крие најголемата лага што може да се каже. Тука се крие 800 милиони евра за капитални инвестиции. Шанса нема. Затоа што ако ние велиме дека ќе реализираме 800 милиони, ајде да видиме какво ни било претходното поведение. Внимавајте многу добро. Од 539 милиони евра, колку што државата со ребалансот на буџетот планираше да потроши годинава за капитални инвестиции, заклучно со октомври реализирани се само 227 милиони евра или 42,1%. Колешке вемо. 10 месец 40%, 200 милиони евра, во кој што најголем дел се докапитализација. И ние ќе сме реализирали 800 милиони евра, па дај кога се лаже нека има некој минимум. Или видете, податоците се уште попоразителни, бидејќи на 2 месеци до крајот на годината се уште има државни институции кои имаат 0% реализација. И сега внимавајте ги институциите, многу добро внимавајте на институциите. Совет за унапредување надзор за ревизија. Вам одговорен вие поранешниот градоначалник на Ѓорче Петров, 0% капитални инвестиции. Имате тука Државен инспекторат за техничка инспекција, Комисија за односи со верските заедници, Биро за судски вештачења. Сепак најкатастрофална е состојбата кај управата за јавни приходи, заменик претседателката, која меѓу сите имала најголем буџет за капитални проекти. Таа требало да инвестира 2,2 милиони евра, а ја потрошила едва 10.000 евра за капитални инвестиции. Вели Министерството за локална самоуправа од 8,34% има реализација на капитални инвестиции. Министерство за локална самоуправа. Се ние збориме тука дека ќе сме реализирали 800 милиони, за кои што внимавајте, две многу важни ставки е помош кон железница заради тоа што се заговара да им се дадат средства за плати и пензии и ние ќе кажеме дека сме работеле. Искочете и дадете одговор на ова. Што ќе се изгради? Искочете и кажете. Ќе се изгради тоа и тоа основно училиште. Таа и таа сала, во тоа средно училиште. Тој студентски дом. Тој факултет нема да биде финки и див, онака во дворот полуоставен, туку ќе го направиме. Излезете и кажете. Или, еве јас ќе ви поставам една контратеза. Енергетски рехабилитација на студентски домови намалување за 45,7%. Реконструкција на основни училишта, минус 52 милиони денари. Реконструкција на студентски, односно на средни училишта за 14% намалена ставка. Изградба на спортска сала во основни училишта минус 33 милиони денари. Изградби на спортски сала во средни училишта 0 денари. Ниту една спортска сала нема да се почне во средните училишта. Ниту една. Изградба на студентски домови 30,8% намалена ставката. Каде е студентскиот град на Стефан Богоев? Каде е студентскиот град на она подпредседателче кој што е скриено во една канцеларија во СДСМ и ги куца најгнасните соопштенија за ВМРО ДПМН? Нека излезе, нека каже. Каде е еве за болници, реконструкција и доградба на јавни здравствени установи 117 милиони денари помалку, 45%. 68% помала ставката за изградба на, би рекол, клинички центар. Или еве за градинки, затоа што често ги спомнувате, 13% помалку имало колку противна година. Што ќе се изгради, кажете? Кажете им на граѓаните од 5,3 милиарди евра, освен тоа што ќе се збогатат функционерите на СДСМ и на ДУИ, што ќе добие народот? Дали кога ќе земе 1000 денари да купува во маркет, ќе купи повеќе производи? Не. Дали ќе добие некој автопат? 6-та година сте на власт, луѓе. 6-та година сте на власт, 2 пати излеговте на избори со 2 програми.
Со 5,3 милиарди евра буџет. Кажете што ќе се направи. Кажете им на луѓето дали ќе живеат поубаво, на студентите дали ќе живеат поквалитетно, докторите дали ќе живеат поквалитетно. Добро, кажете како, излезете кажете. Излезете кажете, ама ве молам малку да бидеме посериозни, да не биде како премиером кој што отишол вчера во студентски дом да седи со студентите кои што ви се членови на вашата партија, сите дојде. Тоа е лицемерно. Кратам од студентски стандард, нема да изградам студентски дом, нема да го рехабилитирам студентскиот дом, им праќате на студентите, срам ми е да го кажам ова, план за реконструкција на тоалети дека ќе ги направат во 2023 година. Абе луѓе, каде живеете? 5,3 милиарди евра. Народот кој ќе влезе во продавница не знае од која и попрво да се сврти. Секој трет граѓанин во Република Македонија е на работна сиромаштија. Јадат луѓе во дома само леп. 40% е покачена струјата во последниве 2 години. Сега за нова година уште. Каде ќе биде крајот? До кога ќе богатиме одредени моќници? Сваќате ли вие што се тоа 5,3 милиарди евра? За 5,3 милиарди евра, ако ги поделиме на 1,8 милиони жители, колку што е по последниот попис има жители во држава, секое семејство треба да има по нето принос на четворочлено по 40-50 илјади евра годишно. Дали ќе имаат луѓето годишно таков приход? Нема да имаат таков приход. Тие се двете стојалишта и тие се двете позиции кои што ние тука ги заговараме. Едно е, ја разбирам политика и тоа е во ред. И тоа ми е јасно на мене дека така треба да се зборува. Ама немојте да се вадите на криза, на инфлација, кога добро знаеме дека има држави кои што многу успешно се справуваат со нас. Не е нормално луѓе да имаме најскапи горива во регионот, најниски плати во регионот, највисока инфлација во регионот, најмалку странски директни инвестиции, значи нешто се случува. Така да, отворен сум тука и за дополнителна дебата и дискусија. Сакам само да кажам дека ова е последниот ден на општата расправа, сега ќе почнат и амандманските расправи во буџетот, но за жал морам од сега да кажам дека не очекувам дека нешто ќе се смени и со вака исконструиран буџет, нека им е со тешко на ново компонираните богаташи кои што ќе се збогатат од наредниот буџет, кои што се сега министри, директори, пратеници и така натака. И нека им е Господ на помош на луѓе во соло, кое што вие го конструирате и кое што го приложувате пред нас. Ви благодарам.